Стадион. Емисија за вашата вистина. Го имаме на линија доктор Жарко Христовски, кардиолог, медицински директор на Аџибадем Систина. Доктор, дали се слушаме? Се слушаме одлично, добар ден и благодарам на поканата да учествувам во вашата емисија. Знаете зашто ве викнавме? Еве, може би слушавте, го прашавме и Кунгуловски за цените во Жан Митрев, од таму најавија во таа клиника дека ќе бидат намалени. Тој каже дека станува збори за одредена забуна, затоа што едно е депозит, а друго е колку ќе се потрошат. И не се 12 или 14.000 евра, туку многу помалку во зависи од тоа колку трае лекувањето. Кој е вашиот став како медицински директор, значи вистинскиот човек сте што треба да даде одговор на тоа? Вие рековте дека нема да ги намалувате цените. Видите вака, значи ние во разговорот во Министерството за здравство се осврнавме на повеќе проблеми во однос на третманот на пациентите со ковид во нашата земја. И навистина ми е жал што на врв на интересот и на врв на презентацијата во јавноста настана, да кажам, малку извртување на тезите околу спремноста да се помогне од наша страна во сите приватни институции, а пред се и нација на институцијата која што јас ја представувам, значи клиничката болница Аџибадем Систина. И не знам зашто не беше потенцирано дека во услови на пандемија, кога за многу работи сме оставени сами на себе да се снаоѓаме, не беше потенцирано дека во услови кога 70 членови на персоналот кој што работи, медицинскиот персонал кој што работи во склоп на најголемата приватна болница во регијата, ние понудивме 5, дури и повеќе доктори да помогнат на јавното здравство. Во однос на цените, бидејќи повторно се манипулира со одредени бројки, јас еве ќе кажам како прилика изгледа кај нас. Значи се изманипулира во јавните изјави дека двојно сме поскапи. Јас тука одговорно ќе кажам дека дури бројката просечно на третманот во нашата болница на тие што се хоспитализирани на прилично голем број на пациенти, 4812 имаме третирано, од кои што 714 хоспитални. Точно до денар можам да кажам дека просечната цена на третманот во нашата болница, употребувајќи ќе нагласам најсовремен третман, изнесува негде околу 5400 евра во досегашниот период. Значи, ние ги имаме сознанието, значи и за другите приватни болници, и другите тоа е навистина една стратегија која што на нас ни става на врвот квалитет на третман. Ќе потенцирам дека сме единствена приватна болница која што има инфективен одел по сите стандарди. Имаме тројци инфектолози кои што се грижат за овие пациенти, перманентно запослени. Имаме 6 анестезиолози кои што се посветени само на овој дел, од вкупниот број на 37 анестезиолози, 6 сме ставиле во сервис на овој оддел. Запосливме 10 млади колеги дипломирани. И од тие 10 колеги понудивме 4 до 5 да помагаат на јавното здравство, сега кога го побара министерот. Имаме околу 68 медицински сестри кои што го сервисираат овој оддел, за да би постигнале медицински успех во третманот. Во меѓувреме, тоа што сакам да нагласам е дека набавивме уште многу опрема, практично откраднавме еден дел од болницата кој што функционира, го способивме според највисоки медицински стандарди, имаме 2 ЕКМО машини единствени во земјата кои што се на услуга на овие пациенти, кои што е навистина прескап третман. Таа хемодиафилтрација на која што се дискутираше претходно како начин на лекување, да, таа помага во лекувањето, не е специфичен третман за ковид. Значи сите мерки ги применуваме и постигнуваме еден, јас мислам, задоволителен медицински успех во третманот. Значи на крајот, на врвот на целиот интерес на цената на лекувањето. Само сакам да нагласам дека во овој период цените кои што ги плаќаме за лековите, медицинските материјали, дезинфекционите средства, заштитните средства кои што се на највисоко ниво, се драстично покачени. Обезбедувањето на плати за овој персонал навистина представува нас ексклузивен проблем и уште нешто, предпоставам дека тоа се однесува и на другите приватни институции, за сите наши членови на персоналот кои што работат, сме должни да обезбедиме освен првна заштита и контрола. Значи, оние контроли кои што ги правиме, повремени ПСР тестови за сите што појавуваат симптоми или оние кои што се во контакт со заразени пациенти, подат на терет на болницата. Значи, предпоставувам дека кога се гради една цена на услуга, треба да се стави на
едната страна сите влезни трошоци кои што нашиот менеджмент економски може да ги има во обзир кога формира финална цена. Така да би сакал во друга прилика кога се дискутира од еден аспект да се земат сите аспекти, па би сакале и ние да бидеме на некој начин поштедени од проблемите на финансиите во третманот и како медицински лица да се посветиме само на медицината. Како што спомна вашиот гостин, на малку поинаку третман приватното и јавното здравство и навистина ние треба да обезбедиме се во една болница, да на крајот има пациентот со одветен третман и тоа на крајот ја гради и цената. Само кратко, само уште едно прашање. Филипче вели министерот за здравство, се што прават во приватните, го правиме, го имаме и во јавното здравство. И втора работа, тоа го споменав и во разговорот со доктор Конгуловски, Вушик јавно даде изјава, 200 евра чини ден во болница, тоа го потврди и тука од Фондот за здравство, а кај вас ден во болница, во приватните болници, чини од 600 до 1000 евра. Зошто се толку драстични разликите? Почна по претходната теза кога дискутиравме околу цената, значи би сакал да е така, како што наведува министрот, пред се како граѓанин и човек на оваа држава, да е точно тоа што кажува дека истиот третман го добиваат пациентите кои што се во јавното и во приватното здравство. Од купниот број на 714 хоспитализирани пациенти до сега кај нас, преку 60% се трансферирани од установи најмногу од јавното здравство. Предпоставувам дека ниту сме правили некаква си рекламна кампања, ниту имаме идеја да правиме рекламна кампања за третман на овие пациенти. Навистина нас не е примарна цел нормална функција на болницата и се надеваме дека наскоро со стигнувањето на оваа пандемија ќе се вратиме во нормална функција. Употребата на најсовремениот третман по лекувањето, предпоставувам дека не е нека маркетиншка игра на било која приватна болница, која што за овој временски период нашите пациенти сигурно би ја откриле и сигурно би на некој начин разобличили. Значи, прашањето е употребата на тие лекови, употребата на најсовремени машини, како што кажав, во третманот, значи таа една ЕКМО машина, ние две имаме во употреба, и која набавивме во услови на пандемија со двојна цена од вообичаената, значи ја гради цената. Значи, прашањето е веројатно тезата дека добиват се еднакво е интересна за дискусија и би требало некако да се аргументира, затоа што нашите пациенти веројатно не мислат исто така како и на нашата друга куќа приватна, кога упорно ги барат место. Ние секогаш пребукираме и секогаш барат место повеќе и ние би сакале да навистина веруваме дека е вистина тоа дека во сите приватни и здравствени државни установи се добива еднакви третман. Нашата цена на третманот дневно прво не е 600 евра, значи 335.642 во просечно лекување од околу 12 дена, што ќе каже малку помалку е од тоа што се презентира, а не е фиксна цена по пациент, туку е према трошоците. Значи во нашата финална фактура, кога се испорачува према пациентот што е лекуван кај нас, има наведено, не е фиксна цена, не е пакет таков, туку има одвоено. Цена на хоспитализација зависно дали е полуинтензивен или интензивен третман, дали има респираторна поддршка и дали и каков тип на третман и кои типови на лекови се потрошени. Значи во фактурата, посебно за овие пациенти, обрнуваме внимание да има содржано точно она што сме го потрошили, на крајот да ја формира цената. Значи не би можеле во услови на пазарно стопанство, кога немаме поддршка од некаква осигурителна куќа, да испорачаме фактура која што е под. Ние сме на граница на овој третман, значи зборуваме за третманот на ковид пациентите, на граница на економска рентабилност, и за да би можеле да функционираме едноставно единствен начин е да се ги покриеме трошоците кои што ги генерираме за темна основа. Добро, докторе, само за крај, вакцинирани сте? За вакцината кратко една реченица да кажете. За и тој аспект, значи, ние како една најголема приватна здравствена установа во регионот, гротот, дури тие што ги пративме сега да помагаат од денеска на јавното здравство, се вакцинирани сега во последната група, една многу мала група, помалку 10% доби вакцина со првата група на здравствени работници од јавното здравство. Јас сум вакциниран со една доза на вакцина и тоа, ако патем да кажам, во собствена режија, секој упатим една група кон соседната држава Србија, јас се вакцинирав
во собствена режија, поставајќи приоритет на моите колеги кои што се директно инволвирани во ковид департманот, во ковид оделот, се вакцинира во Србија. Така да сите, апсолутно сите, се на некој начин охрабрени да се вакцинираат. Грото од нашиот медицински персонал има примерно една доза пред 5 дена, кога бевме поканети од страна на Министерството за здравство, и тоа сме ние благодарни. Меѓутоа, морам да нагласам дека третманот кон приватните здравствени установи во однос на заштитата не е компарабилен, не е споредлив со она што го има јавното здравство и ние за тоа до сега не сме се пожалили. Благодарам доктор Жарко Христовски, кардиолог, медицински директор на Аџибадем Систина. Стадион. Емисија за вашата вистина.